Драги дечиња, драги првачиња, на овој час по македонски јазик ќе се дружите заедно со мене наставничка Зорица и заедно ќе ја откриеме буквата В. Тоа е и целта на нашиот денешен час, да си ја откриеме буквата В, да ја препознаваме во напишани зборови и реченици и да се обидеме правилно да ја напишеме буквата В. Еве вака. Буква В. Голема и мала буква В. Погледни внимателно и одговори, дали малата и големата буква В се разликуваат или пак се исти? Така е, тие се пишуваат сосем исто, но со различна големина. Ајде како и секогаш да си ја пронајдеме буквата В во нашата азбука. А, Б, В. Третата поред во нашата азбука е буквата В. Доколку досега си пишувал вакви полукрупчиња, а секако верувам дека си пишувал, си ја вежбал твојата рака, и доколку си пишувал исправени линии од озгора надолу, а секако дека и тоа си го правил, верувам дека ќе немаш проблем правилно да ја пишуваш буквата В. Секогаш и секаде. Сега подготви ја твојата тетрадка по македонски јазик, онаа потесни и широки, едно остро моливче и твојот комплет со дрвени боички. Запри го видеото, подготви се и потоа продолжи, затоа што следуваат интересни активности со буква В. Во првиот ред запиши неколку полукрупчиња како овде на сликата, а под него во вториот ред еден ред исправени линии. Почнуваме со активностите доколку си готов. Ова се балерините Вики, Ваки и Веки. Забележавте ли на која буква започнуваат нивните имиња? На В. За својата балетска точка, секоја балерина требало да игра со балони, но балоните летнале високо и се измешале. Еве ги балоните со кои што требало да настапуваат трите балерини. Секакви бои, но и секакви слики и имиња запишани на нив. Разгледај внимателно, ќе забележиш дека сите се различни. Ајде да им помогнеме на балерините да ги пронедат своите балони. На балерината со розов фустан, еве ова, треба да ги дадеме, да ги доделиме балоните каде што името на сликичката започнува на В. На балерината со жолт фустан, името на сликичката треба да ја содржи буква В на средина, еве како што гледате овде, и сината балерина, односно балерината со син фустан, ќе игра со двата балони, кои што буквата В ја имаат запишано на крајот од своето име. Еве ги балоните. Разгледај, одлучи која балерина кои два балони ќе ги добие, а потоа провери дали правилно си размислил. Ајде да почнеме. Најпрво црвениот балон. Што мислиш, кај која балерина треба да отиде црвениот балон за да настапи? Каде е буквата В? Во вреќа на почетокот и затоа оди кај првата балерина. Автомобил има нацртано на жолтиот балон. Каде е буквата В во автомобил? На средина и затоа оди на кај балерината што е застаната на средина. Зелениот балон има нацртано и запишано лав. В буквата е на крајот и затоа сината балерина ќе настапи со лавот. Синиот балон воз. Буква В на почетокот. Така е. Веќе розовата балерина ги доби своите два балоне. Виолетовиот балон има нацртано молив. И моливот оди кај сината балерина. И тиква, буква В на средина, секако го добива жолтата балерина. Балерините се спремни за своите балетски точки, доколку и ти вака ги распореди балоните за тебе, браво. Следната балетска точка е со обрачи. Балерините имале право да стапнуваат само во обрачите, чија боја содржи буква В во своето име. Еве ги обрачите во различни бои. Ајде да ги погледнеме запишани боите на обрачите. Овде пишува сина, овде виолетова, црвена, розова,
портокалова, сива и зелена. Која боја обрачи имаат буква В во своето име? Ајде, погледни и погоди. Виолетовата, црвена, друга, сива, портокалова и розова. 5 обрачи за игра, за настап. Синиот и зелениот обрач не учествуваат. Еве ги 5 обрачи наместени со кои што ќе настапат розовата балерина, сината балерина и жолтата балерина. Балерината со жолт фустан. По завршување на својот настап, секоја балерина добила по една вкусна порција за вечера. Но порциите биле подготвени според нивна желба. Ајде да видиме што посакале да јадат, да вечераат овие 3 балерини после нивниот настап. Едната балерина побарала ореви, киви и сливи. Овде пишува ореви, киви, сливи. За која го е таа порција ќе видиме. Друга балерина побарала векна, чаша вода и вишни. За кого ли е оваа порција, исто така ќе одлучиш. Ти ќе пронајдеш, ти ќе откриеш. И во третата порција имало само еден вкусен, голем, варен морков. Ајде да видиме како треба да бидат распоредени порциите. Балерината со розов фустан посакала да јаде она што во буквата В ја има на средина на зборовите. Која порција е тоа? Буква В на средина. Така. Балерината со жолт фустан посакала да јаде нешто што започнува на буква В, порцијата во која што храната започнува на буква В. Така е, оваа порција и секако сината балерина ќе вечера вкусен варен морков. Буква В на крај. Под овие 2 запишани реда ќе пишувате нешто друго. Сега ќе ја пронаоѓаме буквата В во запишани реченици кои што ќе ги видите пред вас. Во секој ред од твојата тетрадка ќе запишуваш онолку букви В колку што ќе пронедеш и изброиш во реченицата што ќе ја видиш пред тебе. Еве ја првата реченица. Вујна велика од пазар купи вишни. Почни да ги пронаоѓаш и да ги броиш буквите В во оваа реченица и запиши ги секако во овој ред, онолку колку што изброја. Втората реченица. Во возот влегоа Владо и Верица. Пронаоѓај број букви В. Во возот влегоа Владо и Верица. Секако, овие толку букви В запишуваш во вториот ред. Весна и Вукашин викнаа свирачи. Е третата реченица. Пронајди и изброј букви В. Весна и Вукашин викнаа свирачи. И секако запиши ги во третиот ред. И доколку во првиот ред запиша 3 букви, пронајде 3 букви во првата реченица, во втората реченица пронајде 5, а во третата 4, тогаш браво, ти одлично умееш да ги пронаоѓаш буквите во зборови, односно во реченици. Е сега под нив нацртај 3 облачиња како на сликата, доколку немаш простор, заврти го листот на другата страна тетрадката. На следниот слајд ќе видиш многу сликички и нивните имиња. Но само едно од сите нив започнува на В. И таа слика обиди се да ја нацрташ во облачето с црвеното облаче. Нешто што започнува на В. Само една слика ја има буквата В на средина на зборот и не ја нацртаа во жолтото облаче, еве овде. И само една слика ќе ја има буквата В последна во зборот. И секако веќе знаеш дека треба да ја нацрташ во твоето сино облаче. Почнуваме. Еве табелата со слики и имиња. Пронајди кои 3 слики содржат буква В, кои 3 зборови содржат буква В. И доколку ги пронајде креветот, бубот и виолината,
И секако доколку ги распореди вака. Во црвеното облаче нацрта виолина, започнува на В. Во жолтото нацрта кревет, буква В на средина, а во синото буф, буква В на крај. Повторно едно големо браво за тебе. И за домашна задача, земи бел лист хартија и употребувајќи ја твојата фантазија направи интересен лик на буквата В. Потоа, околу неа со секоја боичка од комплетот дрвени боици пишувај разиграни букви В. Верувам ќе добиеш интересна идеја и секако интересен цртеж. Се обидов и јас, започнав да ја оживувам буквата В, но се уште не сум ја довршила, ќе ја правам уште поинтересна и секако напишав 10 разиграни букви В, ќе пишувам уште. До видување, до следното видување.